Представници на група засегнати граѓани кои протестираат заради ретроактивно одоночување на нивните приходи од странство, денеска на пресконференција информираа за исходот од вчерашната средба со претседателката на Советот Ивана Ѓургиевска и координаторите на политичките партии кои партиципираат во Советот на општина Куманово. Како што соопштија, средбата била конструктивна, а договорен е уште еден состанок во истиот состав на 2 февруари годинава. Инаку веднаш по вестите на телевизија Плюс ќе имате можност да го проследите интервјуто со Зоран Наковски и Сашо Неделјковски во пресрет на утрешната средба со директорката на Управата за јавни приходи во Скопје. Ние не бараме од Советот да ни ги реши решенијата или да ни ги плати решенијата или да ги стопира како тие што викаат немат ингеренции врз Управата за јавни приходи. Ние бараме поддршка од нив, бидејќи таму на тој совет има луѓе од сите партии. Бараме од нив да помогнат со некои решенија да излеземе на крај со овој проблем што го имаме. Бидејќи, како што знаете, нашите докази не се признаваат и се што приложуваме не се признава. Така да решенијата ни идат, роковите ни течат, сите ние еден од нас пуштаме тужби, каматите ни идат. Една тема што ја отвориме таму на таа координација со нив беше да се стави нашата точка што поскоро на редовна седница, значи што поскоро, значи збориме за денови, не збориме за месец, два. Дали ќе ние таа поддршка ја бараме? Советот не може да не ги реши нашите проблеми со УЈП, меѓутоа сакаме тие како совет во нивна ингеренција да повикаат стручни лица, имат служби таму, да малку реагираат на централната власт. Значи Советот побараме една од барањето беше Советот може да наложи службено лице од централна власт да дојде да образложи што проблем има локалната власт, локалната самоуправа со централна власт или институција од централно ниво. Така да имаме конструктивност со тоа, затоа бараме на таа точка на дневен ред што побрзо да се свика, за да може да ја повикаат господјата Елена Петрова да дојде дали во совет, дали во општина каде што ќе разговараме со сите координатори од политичките партии, со присуство на нормално претседателката на советот и нас како засегната страна. Тоа беше едно наше и нивно као видување дека тоа може да се оствари. Ние имаме средба со господјата Елена Петрова утре во петок 14 часот во Скопје, во централата на УЈП во Скопје, затворена средба ќе биде. Значи, ние службено ја повикаме да дојде туку Куманово, да им направиме како трибина, да биде изјаснето, кажано на сите граѓани кои се засегнати со овој проблем од незина страна. Ние да си поставиме наши докази, наши документи, наше видување, толкување на сето тоа, меѓутоа бевме одбиени и таа ни преку координаторот на УЈП од Куманово, преку негова комуникација, ја прифатиме таа средба, ќе одиме утре во Скопје и е договорена на вчерашната координација дека после таа средба во понеделник ќе имаме повторно со координаторите на политичките партии и претседателката дополнителна координација што понатаму. Меѓутоа апелираме сега, ние затоа вчера не ја повикавме ова пресконференција, ова наше видување со вас меѓу имите, да се малку консолидираме, да видиме што можеме да кажеме уврска со таа точка на совет да се стави што поскоро. Значи може да се стават тука прашања, 2-3 точки додатни за да се одржи таа седница. Ако сака советот да ни помогне. Тоа е нивна одлука. Не се надеваме нешто на позитивен исход од таа среда, меѓутоа треба да се сослушат тие неизини аргументи. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 49 годишен кумановец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на дете. Според Министерството за внатрешни работи, на 29 декември минатата година во Куманово пријавениот физички го нападнал неговиот малолетен син и го избркал од дома.
Во тек е партерно уредување околу објектот на спортската сала, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Продолжуваме да работиме до целосна реконструкција на нашата градска убавица. Следува поставување на комплетно нов систем за грејење и ладење, како и фотоволтаици, се вели во објавата. Во текот на четвртата недела од годинава во Македонија се пријавени 1708 случаи на групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип. Од нив 102 заболени лица се евидентирани во Куманово. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст до 4 години. Општите мерки за заштита од грип се насочени кон сите акутни респираторни заболувања и може да се од голема корист, особено ако се применуваат во текот на целиот зимски период. Да се избегнува собирање и престој во простории каде престојуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе кои се болни или сомнителни, кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура. Често да се мијат рацете со вода и сапун или дезинфекционо средство, да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат. Препорачливо е топлослоевито облекување, топли бањи, да се пијат топли напитоци, да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на така наречените ризични групи. За сезоната 2025-2026 Министерството за здравство обезбеди бесплатна 4-валентна вакцина во вкупна количина од 80.000 дози наменети за приоритетните групи население. Вакцинацијата започна на 16 октомври минатата година и се спроведува во центрите за јавно здравје со нивните подрачни единици или здравствени домови. Дополнителни 2400 дози комерцијални вакцини се набавени од страна на центрите за јавно здравје, како вакцини за останатото население кое не спаѓа во горе наведените групи. Истите може да се добијат за одреден финансиски надомест, а вакцинацијата се спроведува во центрите за јавно здравје со нивните подрачни единици. Голема рано-христијанска црква ја откриена на археолошкиот локалитет Градиште, во атарот на селото Пчиња во Бислимска клисура по археолошките истражувања што ги спроведе археолошкото оделение на Националната установа Музеј Куманово. Ископувањата се реализираа во периодот од 3 ноември до 26 декември минатата година и според надлежните дадоа исклучително значајни резултати. Истражувањата биле претходно прецизно планирани врз основа на анализи на теренот, како и на снимки добиени со лидар и георадар со што биле утврдени најсоодветните позиции за поставување сонди. Сите анализи укажуваа на добро соочуван западен зид на црквата и можност за постоење анекс од јужната страна, како и значајни архитектонски елементи во внатрешноста на објектот, изјави Дејан Ѓоргиевски, раководител на археолошките истражувања. Со ископувањата е потврдено дека црквата била долга околу 20 метри и широка 10,5 метри, а на западната страна имала нартекс кој за прв пат е откриен оваа година. Според археолозите, ваквата архитектура укажува дека тврдината во Бислимска клисура представувала развиена населба со подол континуитет на живење, односно своевиден регионален центар во Кумановската област во периодот на доцната антика. Археолошките ископувања се целосно финансирани од Министерството за култура и туризам. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера на граничниот премин Табановце на влез во државата полициски службеници лишиле од слобода државјани на Република Турција, поради тоа што при извршена гранична контрола констатирано е дека на увид приложил фалсификувана турска возачка дозвола, а истиот допатувал со патничко возило Volkswagen Golf со косовски национални ознаки. Тој бил предаден на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово за понатамошна постапка, информираат од МВР. Министерството за внатрешни работи ги потсетува граѓаните дека на посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на МТБ во Скопје, кој работи секој работен ден во периодот од 8 до 17 часот, може да поднесат барање за промена на контакт податоците кои ги доставиле при регистрација на возилата, доколку има настаната промена или во случај да има добиено известување со неточни податоци. Истото може да се изврши и низ станиците за технички преглед на возила во државата каде што е распореден
деташиран референт на Министерството за внатрешни работи. Системот во моментов и натаму е во тест фаза, а граѓаните за регистриран прекршок добиваат известување преку SMS порака и имејл со линк за преземање на записникот.